банка и неизплатените обвръзки кон доверителите и Крушевскиот еснав. За 4 години актуелниот градоначалник не оствари ниту едно вработување во реалниот сектор, не отвори ниту еден производствен погон, не донесе ни една надворешна инвестиција во нашата општина. Единствените остварени инвестиции на Васил Чоданчевски се Фанки Джи, Анабела и Бојан Марович. Но имаме ние човек кој ќе направи се работите во нашиот град да изгледаат по-добро, кој го сака собствениот град и не размислува да замине од него, кој заедно со вас ќе се обиде да направи едно поубаво Крушево. Сега ќе ви се обрати идниот градоначалник на општината Крушево, Ташури Ука. Одиме до крај. Добро вечер, мои сограѓани. Добро вечер, борци на правда и правдина. Борци за враќање на уставниот поредок, борци за враќање на известените вредности, човековите права, за враќање на демократијата. И ова вечер, на овие временски прилики, се собравме тука да го покажеме нашето незадоволство, негодување и несогласување со политиките што се спроведуваат од локалната и централната власт. Политики во сите сфери на секојдневното живење, што донесоа до осиромашување на граѓаните, со перманентно паѓање на животниот стандард поради зголемените животни трошоци. Како резултат на високите цени на основните производи, струјата, дрвата, нафтените деривати, комуналните услуги и друго. Несоодветни исклучови високи казни за шумски прекршоци, а згора на тоа и селективно пријавување и казнување на поединци од страна на властените лица и институциите. И денес, и во овој момент, можда и кога немаше струја, имавме лица кои со подршка и заштита на одредени структури во градот остваруваат економски бенефит и интерес и безлично ги уништуваат нашите шуми. Крајно селективен пристап кон корисници на социјална помош, еднократната помош или негата од трети лица. Човекот со протоколовата папка перманентно, а посебно пред секој изборен циклус, ги посетува листата од овие целни групи во нивните домови и ги убедува дека помошта што треба да ја добијат ќе зависи од тоа каде ќе го дадат својот глас. И сето тоа го прави без срам и перде, не знаејќи дека тоа е Божји грев да се поигруваш со малките страдањата на овие луѓе. Целосната партизација и непотизам при вработувањата во нашиот град, без да се даде шанса за еднакви можности на останатите граѓани. Овде сме вечерва да кажеме доста на лошите состави во образованието и манипулација со наставничкиот кадар, родителите и децата. Овде сме да кажеме доста за незаконието кој е присутно во целокупното материјално и финансиско работење во комуналното предпријатие. Да кажеме доста за нереалното зголемување на трошоците за одржување на возниот парк, горивото, дневниците, службените патувања, репрезентации и се друго, со што се наруши целокупното финансиско работење на јавното комунално предпријатие и истото е донесено пред колапс. Господине Велко Крстевски, не е тоа своја својна, тоа е предпријатие од сите граѓани на градот Крушево. Овде сме да кажеме доста и за однесување на командирот на полициската станица Зора.
кој многу пати излегува своите ингеренции и овластување и се пушта во пеглање на работите на лица, кои во своите действија го прекршиле законот по разни основи. Човек кој во предизборна и изборна кампања заборава на своите професионални обврски, а за кои зема плата. Овде сме да кажеме доста и за практицирањето на локалната власт од страна на актуелниот градоначалник Васил Дамчевски. Во изборната програма 2009-2013 заедно можеме повеќе изнесени се голем број наветувања кои за жал представуваат на голема софистицирана лага, а отчетот на неговата работа 2009-2012 е вистинска манипулација со бројки. Улиците во градот остана непроменети, ново изградени нема, граѓаните уште прашуваат буквално каде отидоа парите. Во општинскиот буџет постои една ставка, така наречена други трансфери. Значи, за се друго има пари, за службени патувања, дневници, неконтролирани трошење на гориво, репрезентација, материјали, за лични и партиски потреби, освен за најосновните потреби на граѓаните. Отчетот или транспарентноста на потрошените буџетски средства е на најниско можно ниво во овие 20 години. Ова прилика ќе кажам само еден пример за нетранспарентно несување на градоначалникот, советот и неговите соработници. Во декември минатата година беа поставени неколку советнички прашања. Првото од нив е за колку пари е задолжена локалната самоуправа. Второто, колку пари се потрошени за новогодишните забави и украсување на градот? Или колку јавното комунално предпријатие должи за електрична енергија према ЕВН или ИЕЛЕМ? С оглед на тоа дека и до денес нема одговор на овие советнички прашања, должни сме на ова место и од ова место да одговориме. Општината е задолжена преку 400.000 евра. Новогодишните забави организирани од страна на општината ги чинеа граѓаните на општина Крушево од 2500 до 3000 метри квадратни улица. А врските за струја на јавното комунално предпријатие према ЕЛЕМ и ЕВН изнесуваат над 17 милиони денари, без камати. Што се однесува до економскиот локален развој и отварање нови работни места, би ме запрашал дали некој овде може сега и во овој момент да се сети дали е отворено едно ново работно место во реалниот сектор. Вработувањето во реалниот сектор нема и ќе нема затоа што економската политика на ВМРО ДПМН е катастрофална. Искровите почедоци во периодот за 2007-2010 за вработување во текстилната индустрија пропадна. Инвеститорите беа уценувани, казнувани и едноставно кажано избркани. Ако го се работи за тутунскиот комбинат, тоа е приказна само за себе. Со оглед дека тоа повеќе пати беше искористено во парламентарна расправа, должни сме ова вече неколку реченици да кажеме за тие состојби. До 1998 година тутунскиот комбинат беше истиштен од големиот дел на финансиски обврски во висина од 450 милиони денари од страна на владата на Бранко Црванковски. Од 1998 до 2002 владата на Лјупчо Ѓорѓиевски му возможи приватизација на тутунскиот комбинат, при што управлачкиот пакет беше во рацете на господина Ванчо Дамчевски. Тој со неговиот тим и со неговото работење во наредниот период предпријатието беше донесено до финансиски колапс со нарушени меѓучовечки односи. Спасо доверителите и вработените го гледа во новиот инвеститор Метто Баков, кој за жал покрај добрата саднационална инвестициона програма беше извркан од истите луѓе. И кога настана ликвидација, и кога новиот инвеститор го купи комбинатот, за жал не престана обструкциите, оценувањето, недавањето лиценци, дозволи и слично према новиот инвеститор. И кога 20 работници
есента 2012 година требаше да почне со работа заради складирање, манипулирање на тутунот. Повторно на сцена се појавија душокнижниците и буквално зрата ги збрка нововработените. Ова буквално представува еден пример на локалната власт и одредените структури во градот кои се грижат или начинот на кој се грижат за економскиот развој. Оваа прилика морам да ги споменам на порите залагањата за анимирање старата идеја Крушевска бестаринска шопинг зона. При што исто така сакам да му одадам јавно на големо признание на Чичко Ванчо Салджиевски, господинот Кочето Кузовски и други ентузијасти кои упорно и денес се залагаат за отварање на овој економски финансиски проект. Бројни се дописите и преписите од декември 2006 до јануари 2013 од господинот Салджиевски до премиерот и неговите економски министри во владата на ДПМН. А за жал, секогаш е даван негативен одговор од Советот, од градоначалникот на општина Крушево, кој вели едноставно, во општина Крушево нема услови за негова реализација. Ова се само 2-3 примери од многу кои зборуваат за несериозноста и немање слух и чувство за прифаќање и наемирање на потенцијалните инвеститори. Меѓутоа, затоа ние сме тука. Да протестираме против сите оние кои како пијави си го исцедија народот во општина Крушево. Затоа ние сме тука да протестираме и за оние кои не се тука со нас вечерва, а кои ја делат истата судбина без разлика на етничката и партиската припадност. Протестираме за да се променат работите на подобро, за да се запре иселувањето од градот, зашто ако 10 години населението во градот, за 10 години населението во градот се преполови, а ако работите продолжат вака, за 4 до 5 години во Крушево ќе останат да живеат само 1200 луѓе. Жалостно еден град со историја, култура и исклучено добри климатски услови и релативно добра материјална основа, преку неодговорното однесување на оваа власт да пропаѓа. На Крушево не му требаше многу фудбалско игралиште покрај постојното. На Крушево не му треба нов затворен базен, зашто имаме затворен во хотел Монтана. На Крушево не му треба фонтана, зашто истата не функционира. На Крушево буквално му треба една искрена поддршка на постојните и потенцијални инвеститори кои ќе овозможат покренување на економскиот развој, ќе обезбедат нови работни места, а со тоа и животна екзистенција на нашите граѓани. Затоа сме тука да овозможиме нов почеток на нашиот град, еднаш за секојаш да ги заприме бандите кои сеат страх на граѓаните со секојдневните закони, да ги окуражиме граѓаните да не подлегнуваат на нивните манипулации и гордо без страх да се спротивстават на таквата нивна политика и да дадеме отпор на нивното однесување. Да живее Крушево, да живее Република Македонија.